Добар ден, почитувани. Ова е Телма амбуланта. Раката и дланката се едни од најсложените структури во човековото тело, но токму поради таа комплексност, тие се многу чувствителни на секојдневни оптоварувања како работа на компјутер, користење мобилен телефон или пак носење товар. Зошто ни трнат рацете ноќе? Кога болката е предупредување, а кога е веќе знак за болест како карпал тунел? Зошто кај некои луѓе прстите почнуваат да се виткаат навнатре без можност да се исправат и тоа не е проследено со болка? Како навреме да ги препознаеме симптомите, кога физикалната терапија е решение, а кога хирургијата е неизбежна? За сето ова денеска разговараме со доктор Синоличка Џамбазова, ортопедски хирург. Останете на Телма, а поставете и прашање во програма. За најчистите болести на шаката, на дланката и воопшто раката, денеска разговараме со доктор Синоличка Џамбазова, ортопедски хирург во Ортомедика. Докторке, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден и поздрав до сите гледачи на вашата емисија. Дали навистина е толку сложена градбата на дланката и на раката? Колку коски, тетиви, мускули се потребни, односно постојат за да се изведуваат секојдневните активности? Најнапред би сакала да кажам дека дадовте одличен вовед за она што денеска ние ќе говориме. Навистина одбравме една интересна тема, да говориме за двете најчести заболувања во пределот на раката, мноштва заболувања во пределот на раката, токму првично од ова убаво поставено прашање дека имаме една неверојатно сложена градба, структура во предел на раката. Само во шаката имаме 27 коски. Може да ги побараме инсертите, многу сликовито е прикажано тоа да го погледнат гледачите. И со самото тоа дека најпрецизните движења ги обавуваме со шаките, можеме да сватиме дека имаме мноштво тетиви, лигаменти, зглобови. Значи тоа се тетивите кои што возможуваат свиткување или флексија, ние велиме, или испружување, односно екстензија. Па со самото тоа и сметам дека како дел од човечкиот организам, од коскено-скелетниот систем, еве гледаме интересни инсерти, токму раката е таа која што е најатакувана. Јас верувам дека никој од нас не е свесен колку движења правиме секојдневно со рацете. Така, сите тие движења ги земаме здраво за готово, всушност учествуваат на вистина бројни структури. Токму така. Сега, дали е точно дека низ дланката, низ шаката поминуваат едни од најголемите нерви во човековото тело? Токму така. Во човечкото тело имаме еден огромен нервен сплет, а тоа е плексус брахиалис. Па токму гранките од овој голем нервен сплет поминуваат низ раката на човекот. А најголемата завршна гранка, или тој средишен нерв, односно медијано, за кој што денеска ќе говориме, поминува на својот пат се до дланката, каде што имаме тука во овој предел еден канал, или така наречен каналис карпи, во кој што се наоѓа, значи тоа еден коскено, фиброзен, ригиден канал, низ кој што поминуваат мноштво структури. Ке можеме тука да видиме сликата за карпал тунел. Секако, од кои имаме дури 9 тетиви од мускулите кои што вршат флексија, односно свиткување. Тука може да видиме многу убаво, покажано е ова со жолтата боја, тоа е нервот или тоа е средишниот нерв, нервус медијанус, а врз него се наоѓа еден многу значаен лигамент. Па сето она што ќе направи да содржината на овој ригиден коскено-фиброзен канал биде компримирана, значи содржина од типот на, може да станува збор за некоја стара скршеница, стара повреда, спортска повреда, било каква повреда во предел на шаката, а од друга страна може да имаме некоја цистична формација или туморозна формација која што ќе направи едноставно тој и така ограничен простор да дополнително го компримира, односно врши притисок врз самиот нерв, како што можеме да видиме на самите инсерти. Тука зборувам за механичка причина. А има и други причини кои што може да доведат до компресија, односно до притисок, ќе ги разгледаме во текот на емисијата. Каква е улогата на овој нерв? Ова е најголемата завршна гранка која што е мешовита.
Значи има свој сензитивен дел и ние го викаме тоа е за допир, за чувството за допир. Добре. И имаме моторен дел, односно моторни две гранки има самиот нерв, кои што служат за функција. Значи силата е. И тоа е она што за ова заболување болката е првична и е иницијатор да побара стручна помош пациентот, за разлика од второто за кое што ќе зборуваме каде што немаме болка. Така, некои велат дека ги боли раката поради прекумерно користење на компјутер, на тастатура и на глувче. Има ли медицинско име оваа состојба? Се правени многу студии и можам да кажам дека во САД луѓето кои што се информатичари, кои што поминуваат долги часови на компјутер, е прогласено за професионално заболување. Карпал тунел е дел првенствено од многу професии, а од друга страна е како секундарна причина на многу примарни заболувања. Че тоа е една огромна група на заболувања, каде што тој се јавува како секундарна причина. А тука мораме да ги спомнеме оние големи групи на болести, како што е диабетес мелитус или шеќерната болест, ревматоидниот артритис, пациентите кои што се на диализа и исто така секој трет-четврти човек има проблем со рбетниот столб, особено проблем во вратниот дел на рбетниот столб. Така да ова се 4 големи групи на болести кои што секундарно ни даваат карпал тунел синдром. Сакам само да споменам што всушност представува тој. Тоа е најчестата мононевропатија. Тоа значи еден нерв компримиран, односно притиснат. Или еден од најчестите каналикуларни синдроми воопшто. На светско ниво, на прво место во поглед на бројката статистичка. Дури 75 милиони широм светот заболуваат од карпал тунел синдром, или ние го нарекуваме синдрома тунели карпалис. Секој 20 човек на планетава Земја, дури статистички во поглед на операции, само 12.000 на годишно ниво отпаѓа токму. И убаво спомена околу луѓето што се занимаваат, значи професионално со компјутерите, тука се множество други професии кои што и те како го атакуваат, особено ако правиме секојдневно едни исти повторувачки движења. Тие исти повторувачки движења има еден интересен податок околу статистиката дека 3 пати е поческа женската популација, токму заради тоа што жените прават фини движења на везење, шиење, плетење. Тука да не ги заборавиме секако рударите, земјоделците, на вибрациони машини што работат исто луѓето. Че тоа е таа група голема на професии кои што и како е на првите места, но сакам да кажам една интересна работа дека се јавува и транзиторно и поврзано со хормоните кај жените, а тоа е во периодот кога жената е бремена, значи во бременост, исто така и во менопаузата. Може да е транзиторна појава, значи да се појавува и да ги снема потоа, но може да остане како перзистентна појава. Споменавте дека користењето на компјутер е еден од ризик факторите за појава на оваа болест. Колку часа работа на тастатура е ризична и дали е бројот на часови всушност проблематичен или пак држењето на дланката во Одлично прашање. Секако дека часовите поминати со компјутер, проблемот е што после професионалниот дел, значи ако се тоа 8 до 10 часа, продолжуваме да се занимаваме и во приватни цели со компјутерот. Од друга страна, поради големите работни обврски, многумина не прават кратки паузи за да ја одморат самата шака. И станува збор претежно, значи знаат првично да се јави кај доминантната шака, но голем е процентот, дури 45% е билатерално, односно обострано. Затоа што со компјутерот се служиме со двете шаги. Меѓутоа и нашата професија, значи хирурзите исто така, стоматолозите, значи тоа се одредени професии каде што навистина секојдневно се повторуваат едни исти движења и самиот нерв страда околу позицијата или зборуваме за време траењето на часовите. И двете се важни, меѓутоа позицијата на самата рака секако дека е од огромно значење за појава на карпал тунел синдром. Сепак, не секој ќе го развие овој проблем. Дали можеби некои имаат потесен канал низ кој што поминува овој нерв? Дали така, генетиката можеби тука има улога? Генетиката, впрочем, зазела свое место во секое заболување.
Но кога зборуваме за карпал тунел синдромот, станува збор за две големи групи, а првата е механичка причина, која што делува можеби да е еднократна. Значи, вие да ги почувствувате симптомите, тоа се едни трпки, мравки, како иглички опишуваат пациентите на ягодиците на прстите, како едни непријатни сензации, зборуваме за првиот стадиум, нели? Кога ќе ги протресат само шаките, во првиот иницијален стадиум тие исчезнуваат, ги снемува и се уште пациентот нели не ни бара стручна помош, ниту е свесен за што станува збор. Меѓутоа, како продолжува компресијата, ако станува збор за механичка причина која што трае подолго време, веќе почувствува пациентот дека тие трпки, мравки, струи стануваат постојани. И не само преку ден, туку се јавуваат и во текот на ноќта. Токму тоа ги буди од сон. Зошто се јавува во текот на ноќта овој проблем? Так, има едни многу интересни студии. Значи, карпал тунел на сите стручни состаноци широм светот неверојатен интерес пројавува и се посветени огромни сесии токму за ова заболување. Правени се студии каде што многу убаво и јасно опишуваат зошто доаѓа до компресија и будење на пациентот. Кога ние спиеме, самата позиција на раката е во една релаксирана флексиона позиција или тоа е оваа позиција. Таа додатно врши компресија на самиот нерв, а нервот е доста голем, ќе имаат можност гледачите да видат вака сликовито јасно како изгледа. Јас дури за да им доловам, велам како едно пенкало, че нервот е многу голем. Од друга страна кажавме колку е неговата улога значајна за човечкиот организам. И сега замислете нешто кое што прави притисок, постојано прави притисок, а вие нема, кога станува збор за втор, трет стадиум, значи нема како да си помогнеме на друг начин. Ако е првиот стадиум, да, со едно протресување, со ортози кои што се медицински, за среќа на нашиот пазар имаме одлични ортози кои што помагаат во текот на ноќта, токму и затоа се советуваат за да биде раката во оваа позиција. Значи да не дојде во оваа позиција во која што ќе врши дополнителен притисок. И секако во првиот стадиум витамин Б, меѓутоа како прогредира самото заболување, доаѓа до други манифестации. Првично пациентот ќе забележи дека му паѓаат предмети од шаките. И не им јасно зошто се случува тоа. Затоа што самиот нерв, спомнавме дека освен за допир, односно сензитивен дел, има и свој моторен дел, односно за мускулна сила. Почнува, ние така викаме хипотрофија, односно намалување на мускулатурата, особено во овој дел, каде што е тенарот. И кога ќе дојдат на клинички преглед, значи можеме јасно тоа да забележиме уште со самата анамнеза и клиничкиот преглед дека веќе почнува да пропаѓа така. Да им објасниме дали дека почнува да се намалува самиот мускул и неговата сила испаѓа, дури да закопчат едно копче веќе им представува проблем. Фините движења се тие што прво ќе им сметаат. Да отвори една тегла, да пресече нешто, а живееме во едно модерно време кога компјутерот говоревме за него, ама и мобилниот телефон да него забораваме. Значи мобилниот телефон може да ни го направи истиот проблем? Мобилниот телефон ќе им стане препрека, едноставно како дополнителен притисок самото држење на мобилниот телефон, самото држење на апаратот. И тука станува збор за друг нерв, кој што е во предел исто на раката, е гранка од овој голем нервен сплет, а тоа е улнарниот нерв кој што поминува токму тука и често пати луѓето кои што поминуваат часови на мобилен забележуваат како струја да им поминува, ама тоа е друго инервационо подрачје. Значи нервус медианус или карпал тунел е палецот, вториот, третиот и половина од четвртиот прст, а овој кој што кажуваме дека ако вака подолго стоиме во една принудна позиција, го зафаќа малиот и половина од малиот, ќе зборуваме во некоја следна емисија за улнарниот нерв и таа компресија исто доста честа. Значи треба да внимаваме и колку време го држиме мобилниот телефон во рака. Секоја позиција прави обструкција или прави дополнителен притисок на сите тие сложени структури, што јас понекогаш велам нема милиметар во пределот на раката каде што немаме некоја важна структура. Значи не секоја болка и трнење во раката значи карпал тунел. Има и други болести кои што даваат слични или пак исти симптоми? Секое трнење, кој што го опишуваат како едно непријатно чувство на сензации, на пулсирање, на иглички во предел на ягодиците, без оглед дали е почетен стадиум, каде што нели нормално тоа се појавува па го снемува, нели не е перзистентно, односно е интермитентно, значи дека страда некој нерв.
Зависно од кој инервациона во пределот, кој Значи знаеме треба за кој станува. да се открие кој нерв е во токму прашање. така. За да не дојдеме во оној стадиум подоцнежен кога веќе страда мускулатурата. А има ли некој едноставен домашен тест што можеме да го направиме за да процениме дали може би имаме некоја почетна фаза на карпал тунел? Јас мислам дека Еве гледачите можат ли нешто да направат пред малите екрани додека разговараме ние, да проверат? Од исклучително значење од моето досегашно искуство се токму овој тип на емисија. Бидејќи проектот за хирургија на рака стартува 2012 година. И морам да кажам една огромна благодарност до колегите општи доктори, семејна медицина, кои што како започна и проектот, така веќе на мое големо задоволство доаѓаа пациенти со вистинска правилна упатна диагноза. Ако до 2012 навистина имавме проблеми околу тој дел со упатната диагноза да не е идентична или нормално со она финална диагноза, јас навистина сум среќна дека израствената култура, благодарение на овој тип емисии, секој ден расте од ден на ден. Мој совет е, штом почувствуваат едно такво непријатно чувство на трпки мравки, кое што не е 5 минути, не е кратко време па да си помина, туку продолжува да се побара стручна помош. Зошто освен клиничкиот преглед, кој што имаме ние своји тестови, ама тоа мора да го направи стручно лице, нели? Ортопед, хирург за рака, постои и нешто кое што се вели електромиографија, ЕМГ, кој што ни ја дава комплетната, сигурна, финална диагноза. Каков тест на почеток? Првите кога пациент ќе дојде кај вас, ќе се пожели новие симптоми? Наједноставен и најмногу практициран во целиот свет е така наречен Фаленов тест. И тоа значи од 60 секунди? Да, обично се прави, може да се продолжи уште една минута. Значи имаме комплетно свиткување во флексиона позиција, значи двата рачни зглоба треба да бидат комплетно свиткани. Јас велам палецот значи во внатрешната страна и ние правиме значи додатен притисок од надвор, така да колку може да се нема да може сам во домашни услови да го изведе во комплет. Меѓутоа е убаво за почеток да види дека за тие 30-60 секунди веднаш ги прашувам. Дали може да издржат во ова? Да, не, веднаш прашувам дали чувствувате некаде трпки мравки, зашто зависно од каде ги чувствуваат, станува збор за одреден нерв. Така да еден едноставен тест може на почеток на време да не дозволи да страда нервус медијанус. Јас за да опишам сликовито често пати велам кога ќе го видите нервот како изгледа, че тоа е како бел како креч, како во зид да се наоѓа, нема крв, нема прокрвеност, не се храни. И со една интервенција која што е 20 на минути во локална анестезија се ослободува и тој веднаш значи го гледате розеников прокрварен и функционира. Затоа апелирам да биде тоа на време. Доколку се чека, проблемот ќе се влоши. Апсолутно, ќе страда другите ткива. Ќе страда мускулатурата, чувството за допир, ќе пропаѓа самата мускулатура, дури ќе доведе од хипотрофија во атрофија или комплетна изгубеност на тенарот. Најнапред се обидувате со физикална терапија да го решите проблемот или во овој случај веднаш хирургијата е првото решение? Од моето искуство широм светот, да, можам да кажам дека во Швајцарија, во Австрија, во Германија, пациентите доаѓаат во тие први два стадиуми, значи раниот. Кај нас, за жал, доаѓаат во малку подоцнежен стадиум, кога не можеме... Трне веќе е доцна? Значи, станува збор за физикалната терапија, нели, кога можеме да физикална зборуваме. Кога можеме да ја дадеме значење. Кај нас, например, ако веќе дојде во третиот стадиум, значи секако дека се применува хирушка, работиме минимално инвазивна хирургија, значи тоа се методи со мали резови, каде што губитокот на крв е сведен на минимум, тоа се неинвазивни методи, се за добробит на македонските пациенти. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна, слободно поставете прашање на темата на која што зборуваме. Колку време му треба на пациентот да се опорави по еден ваков хируршки зафат, минимално инвазивен, кој што се одвива под локална анестезија? Токму затоа и се тие минимално инвазивни методи. Впрочем, и целиот свет се стреми кон една минимално инвазивна хирургија, која што ќе даде најмалата на ткивата, значи да може пациентот што поскоро после самата интервенција да се врати на своите работни обврски. Ако станува збор за карпал тунел синдром, тогаш можеме да кажеме слободно дека за 7 до 10 дена после извршената хируршка интервенција, тој ќе може да се врати на своето работно место и повторно да си ги работи сите своји дотогашни обврски. Дали ќе исчезнат сите тегоби?
Апсолутно. Често пати знаат да кажат дека конечно спијам после толку и толку години. Значи, дента кога се извршува самата интервенција, вечерта веќе тие прв пат спијат без никаков проблем, да не ги буди во сон, да немаат болка и не може дури да сватат, велат имам сега нова рака, нели, рака која што функционира, рака која што нема никакви тегоби, која што навистина, знаете како живот со болка, впрочем и не е живот, немате квалитет, не можете ништо да обавувате, вака за неколку дена после тоа се поминува, се исчезнува, да, ако дојдеме, не станува збор, не велам за четвртиот сега стадиум, кога веќе се употребуваат други техники, зборувам за првите 3 стадиуми, кога можеме комплетно 100% да ја вратиме функцијата на раката. Ќе вклучиме двајца гледачи со нивни прашања, потоа ќе продолжиме онаму каде што запревме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ви благодарам. Поздрав до емисијата и до докторката. Благодарам. Вака, сакав да прашам. На компјутер работам повеќе од 14 години. Некој се случува и по 10 часа дневно. И сега за тоа што во последниве неколку месеци почна да ми се појавува болка точно долу од дланката, па се долу до рамото. Направено беше рентген, каде што прикажа дека има некое потфаќање на вратна жила и ништо повеќе. Беше направено ехо на дојка, бидејќи болката доаѓа до подпазувите. Ништо не се откри. Доктор, хирург, исто ме види и ортопед, рекоа дека не знаат за што станува збор, а мене болката од дланката ми продолжи подпазувите. Сега за тоа што ако работам подолго 2-3 часа без прекин на компјутер, се случува да имам огромна болка под пазувите и ако ја размрдам раката, за десна рака се работи, прекинува болката и пак по неколку часа се вклештува раката и посебно болно под пазувите. Така, значи тие симптоми ги чувствувате, докторке, да немате уште некое прашање? Мене искрено многу ми е мило што се вклучи гледачката. Кога зборувавме за симптоматологијата, спомнавме дека она што првично ќе го почувствува пациентот се токму тие трпки мравки струи кои што се појавуваат во предел на ягодиците на прстите. Меѓутоа, умее болката да се прошири, да оди во подлактица, дури и надлактица, како што и пациентката објаснува. И токму она што го говоревме со позицијата на самата рака, вели на моменти ме боли, на моменти не, а да не заборавиме дека токму во тој предел каде што таја чувствува нецелната болка, тука е лоциран најголемиот нервен сплет, а тоа е плексус брахиалис. Топло препорачувам да се направи една консултација, слободно нека повели во нашата ординација во ортомедика, така да ќе ги направиме сите потребни клинички диагностички методи и ќе ја поставиме вистинската диагноза, за да можеме понатаму да пристапиме кон правилно лекување. Така, клучна точна диагноза и навремена диагноза. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Во програма сум? Да, во програма сте, повелете. Поздравам докторката. Се најубаво и многу убаво објаснува, што секој ден може да ја разбере докторката. Многу убаво средена и многу убава симпатична докторка. Така. Убава и стручна. Убава и стручна, од мерак да ја гледаш средена. Така е, сосема сте во право. Јас сум медицинско лице, ја познавам и многу ја поздравувам. Ви благодарам. Нека да благодарам. го кажам мојот проблем. Јас на 2 раци така осеќав трпење и направив снимање ЕМГ на неврологија. И установено беше карпал тунел на 2 раци. И сега прво едната рака, па другата рака. Сега јас немам такви болки како што имав, ама на левата рака, на палецот, многу ми остана отокот и отокот, кога бака ќе ги свиткам палците, отокот од друга, за разлика од другата рака, е многу голем. И од време на време ме боли многу. Што е причината, што треба да правам понатаму? А кажете ми, дали презедовте вие нешто? Направивте физикална терапија, земавте некаква... Да, после тоа... Суплементација? После операцијата од карпа турнел на 2 раци одев на физикална и толку. И така ми рекоа, и докторката така рече. Ама јас сега многу ми остана палецот, над палецот, тој зглобот отечен и јас сега болки во зглобот осеќам. Така, ве разбирам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторката сега ќе даде совет. Мене навистина ми е драго што се вклучи оваа гледачка.
Тука станува збор за едно друго заболување кое што е многу често. Секоја втора жена речиси има проблем, токму е тој коренот на палецот или тоа е овој дел, ако може вака да видат гледачите. Кај неја станува збор за таков проблем. Тоа е веќе зглобот страда тука и доволно е да се направи еден добар клинички преглед и да се направи еден обичен рентген. Значи тоа не е поврзано со проблемот што претходно го имала. Меѓутоа кај жените е многу често. Зошто се јавува тој проблем? Кревање, тежок товар, работа? Повторно е поврзан со едни исти движења. Повторувачки движења. 40% од функцијата на шаката припаѓа на палецот. Најоптоварена од сите други прсти. Дури еве сега обидете се да направите нешто, ама да го немате палец. Да, не оди лесно воопшто. Немате, не можете и да сакате, ако го немате овој фат. Значи, палецот е најоптоварен, поготово овој зглоб и знае да отече, и знае да биде многу болен. Навистина, многу интересни животни приказни сум видела за мојавата сегашна работна кариера, така да навистина не знаат никаде да го побараат веќе решението. Тоа е толку болно. Жената е многу храбра и прагот на болка е неверојатен кај една жена. Да они трпат со години. Таа болка, јас така некогаш сакам да се пошивувам, да не ми се налути посилната популација, велам само жена може да го издржи ова, зашто кога ги прегледувам, тие веќе плачат од болка. Кога утредента ќе се разбудат, не можат да сватат, кај оваа диагноза, која што се јави гледачката, ја работам техниката без рез, без сечење, без скалпер, за која што ќе зборуваме кај дипитренот. Истата техника се спроведува на многу состојби во човечкото тело, не само во предел на раката. Значи плешките, коленото, скочниот зглоб, лактот, рамото, буквално секаде можеме таа техника која што не користи нож, нема скалпер, нема конци, уште утредната тие уште утредната не може да веруваат дека веќе функционираат со шаката, а нема никакви преврски, нема конци, нема потреба значи од дополнително отсуство од работните обврски, и токму оваа диагноза е таа така наречена ризартроза, за која што ќе ме биде мило да зборуваме во некоја наредна емисија. Ризартроза рековте? Ризартроза. Значи има многу форми на артроза. Да, таа е токму за тој значи зглоб карпометакарпалниот првиот зглоб, кој што е многу честа навистина патологија. Ќе опфатиме едно цело издание на Тилма амбуланта токму за оваа проблематика, бидејќи не сме ја имале до сега обработено. Ќе го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте и го очекуваме прашање. Јонче на телевизија. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Јас веќе кај мене констатирано карпа тунел, иначе сум пациент на диализа. Така? Сега кај мене на таа иста рака, кај што е карпа тунел, докторката како кажува раката, мене ми е фистулата на едно 5-6 сантиметри горе од шаката. Дали би имало проблем, а веќе имам голема мака на таа рака, на тие 3 прсти. Така. За да се направи интервенција. Измеѓу прстите, клукање, трнење ноќе, будење ноќе. Се фистулата ми е едно 5-6 сантими горе, од докторката знае. Така, јасно. Одлично објасните. Одлично прашање. Да, одлично прашање. Повелете, докторке. Ние веќе споменавме дека една од големите групи, каде што секундарна причина е карпал тунел синдром, особено после 8 до 10 години. Пациентот не ни каже колку години веќе на диализа, претпоставам дека станува збор за подолго време, подолг период. Доаѓа до компресија на овој нерв. Нема воопшто потреба да се плаши, бидејќи фистулата од страната каде што е болна раката, така да со успех се оперираат пациентите со карпал тунел кај луѓето кои што се на диализа. Значи, самата диализа е ризик фактор кој што води кон? Да, секако. Кон оваа болест. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Би сакал да поставам едно прашање, слично нешто, али ми се случува на нозете. Посебно на прстите на нозете. Така. Вака сега, во мирување не осеќам ништо. Кога ќе ги стиснам прстите на нозете на надолу или на нагоре, чувствувам како некое пецкање, непријатно така. Немам болка, пешашам нормално,
во пешачењето немам болки и во мирување немам болки, меѓутоа чувствувам ете така пецкање кога ќе истиснам нозете, кога одмарам, да речеме, кога седам. Така. Инаку со шеќерот немам проблеми, а имам 76 години. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Од дланките преминувме на стапалата. Ако баш во сите гледачи толку интересни моменти ни открива да дел од огромната популација која што следи емисијата ќе се пронајде во сето ова. Денес одбравме да говориме за најчестата мононевропатија, но групата на компресивни невропатии е огромна. Станува збор за многу нерви кои што се во човечкото тело. Кога станува збор за стопалата и за нозете, се е поврзано со орбитниот столб. Првично што треба да направи пациентот е една обична рентгенографија, а потоа советувам преглед, па ако сметаме, значи потоа ќе оди следното, а тоа е испитување електромиографија, но во предел на долните екстремитети. Електромиографијата всушност потврдува дали електричните покажува сигнали... точно на кое ниво имаме компресија. Добре. Какво е тоа оштетување, нели во колку имаме оштетување, така да е еден многу добар метод кој што во сите европски клиники во кои што јас сум престојувала на стручен престој, без електромиографија не смее да влезе пациентот во операциона сала. Како се изведува? На неврологија се изведува. Добре. Да, така да не е ништо болно, да не се плашат пациентите. Така знаат често пати, да јас кога бев студент паметам, навистина учевме од прекрасни асистенти и професори и ние самите пробуваме да видиме како изгледа тоа чувство. Значи ништо не е страшно, тоа не се некои методи кои што се со силна болка или инвазивни. Значи добиваме диагнози и веќе можеме да пристапиме кон ослободување на овој толку значаен нерв во човечкото тело, а тоа е средишниот или медијанус. А зошто ке некои луѓе почнуваат прстите на дланката да се виткаат навнатре без можност за исправување? Тоа И притоа не се жалат на болка. Така, токму така, во првиот стадиум немаме болка и често пати знам да се пошегувам, велам кога нема болка, пациентот чека и доаѓа со задоснување. Тука би сакала да ги погледнеме инсертите, да ја замолим режијата од дипитрен. За дипитрен? Значи тоа е дипитреновото заболување. Ние го викаме морбус дипитрен, контрактура дипитрен или дипитреново заболување во чест на научникот кој што го открива ова заболување. Многу убаво спомена, се прашуваат пациентите зошто почнуваат прстите да се свиткуваат неволно кон внатре, со текот на стадиумот не можат ниту со сила да ги испружат и да сакаат. Еве гледаме различни, ова се наши пациенти, ова се пациенти кои што се третирани успешно дури и во најтешкиот 4ти стадиум за кој што го освоив првото место во светот 2023 година. Токму тука гледам и веднаш како изгледа после самата интервенција, али тоа е кај што се смеам и велам најголемото оружје ми е една мала игличка, значи немаме скалпер, нема нож, нема сечење. Што е всушност дипитреновото заболување? Тоа е едно фибропролиферативно заболување во предел на палмарната фасција на шаките, каде што самиот пациент, за разлика од карпал тунел синдром, тој може да си напипа кај дипитренот, дека тоа се едни мали чворчиња, тврди на конзистенција и како тие чворчиња прераснуваат од чворчиња во струни на виолина, знаат да ги наречат, од се толку јаки како јаже. И тука можеме да видиме најразлични стадиуми на дипитрен, но најчесто е зафатен првично 4тиот прст, а потоа го зафаќа и 5тиот во принудна позиција. Значи последните два прста. Навнатре. Меѓутоа, јас често пати знам да кажам дека фиброзното ткиво и на секој човек, тоа неквалитетно ткиво што го гледаме, е различно. И може да биде зафатен и палецот, значи нема правила, меѓутоа збориме за оној процент кој што е на светско ниво најголем, дека 4тиот и 5тиот. Меѓутоа знае да биде зафатен палецот, знае да зафати и други делови од човечкиот организам, значи не е само предел на шаката, но најчесто е во шаката, така да знае да зафати во предел на стопалото и во коленото, но тоа се ретки случаи на статистичко светско ниво. Тука можеме да видиме како се тие кордови или струни кои што
присилно го виткаат веќе, ова е, значи, гледаме еден трети стадиум. Ако некој напипа такво за дебелување, струни, како што ги нарекувате, како да знае дали се работи за чворче кој што ќе води кон дипитрен или пак е обично за дебелување на кожата? Јас верувам искрено дека секој денес што ја следи емисијата ќе се пронајде и ќе знае после емисијата дали има дипитрен или нема дипитрен. Зошто? Бидејќи за разлика од сите заболувања, дипитриновото заболување за дијагностика му е потребен само клинички добар преглед и добро земена анамнеза. Често пати, значи, во секојдневието, дури и дел од колегите што не знаеле за ова дипитриново заболување, тие самите велат: "Лиле, ние се чудевме што имаме, значи како нека тврда конзистенција, таква е, ќе се напипа една тврда конзистенција и се проширува." Но и тоа е индивидуално. Можеби, например, кај некој ќе трае процесот 2-3 години, кај некој во период од една година рапидно ќе прогредира болеста. Јас така си ги гледам пациенти, како и на индивидуа, како секој сам за себе, затоа што навистина има огромна разлика. Дипитреновото заболување е заболување кое што едноставно функцијата на шаката ни ја намалува. Имаме рестрикција, немаме болка на почеток, меѓутоа имаме рестрикција во обавување на секојдневните задачи. Што и да посака пациентот е лимитиран, бидејќи овие прсти се свиткуваат навнатре. Апелот е да не чекаме да дојдеме до третиот и четвртиот стадиум, каде што и пристапот е многу тежок, затоа што јас имам овие се, да кажам, слики со кои што стварно се гордееме широм светот со резултатите, бидејќи тој четврти стадиум во многу европски клиники за хирургија на рака вршат ампутација. И тоа ние бевме ентузијасти од самиот старт, веќе ова клиничка студија 10 години. Од самиот старт се обидовме да направиме искрено вистински чуда, на кои што сум посебно горда, бидејќи ова имате, вие немате простор да стартувате со самата интервенција. Како да работите? Како да пристапите. Ова е многу интересен случај. Пациентот е од Строга и од таму ми ја пратил и фотографијата, бидејќи не можел да верува. Вели: "Докторка, мене ми е непријатно секојдневно да се сретнувам со пријателите, јас не можам да се ракувам со нив." Значи, навистина, психолошки товар. И веќе психолошки станува товар. Кога мислам дека со самото враќање од моите прести во светот, тие се охрабруваат, зашто класичниот рез, знаете како, има луѓе кои што имаат и свој, да кажам, пропратни здравствени други проблеми. Од друга страна, стравот кон болничка установа, кон рез, кон хирургија. Да. И така да тие навистина се многу среќни што оваа метода ја работиме, значи веќе 10 години и имаме навистина со локална анестезија? Со локална анестезија се работи методата. Колку време трае зафатот? Значи зафатот севкупно со подготовка, со објаснување трае 30 минути. И што се случува за време на тој зафат? Што ослободувате? Има еден многу убав шематски приказ, јас ја погледнав претходно, се надам како ќе вртат инсертите, ќе видим. Еве тука можеме да видиме како изгледа ова е веднаш после самиот зафат. Како убоди од игличка има, Како убоди од игличка, да. Бројни се? Да. Така се. Че тоа никој од нив се смее, вика: "Леле, докторке, ништо не ми се познава, ама ние ќе ве паметиме цел живот." Што всушност станува збор? Првично, низ историјата, професор Гари започнува една интересна студија, каде што прави компарација помеѓу оваа техника на иглеста фасциотомија со класичниот дотогаш оперативен пристап. Првичната група е 100 пациенти, меѓутоа резултатите охрабруваат и тој прави студија на 1014 пациенти и докажува дека не постои разлика во поглед на другите бенефити. Меѓутоа јас од моето 10 годишно искуство само со оваа техника можам да кажам и те како е поголем бенефитот. Првенствено немаме рез, немаме оштетување на ткивата, немаме загуба на крв, нема конци, нема повреда на околни структури, нема преврски, едноставно вие утреден да се враќате веќе на своите работни активности. И така да мислам дека сите сме среќни што еве можеме во една наша малечка земја да применуваме вакви интересни неинвазивни минимал инвазив surgery, кој што и дека еве токму ова сакав да го погледнеме како изгледа и затоа велам наместо скалпер ние го користиме ја користиме таа игличка која што ако вака зголемена ја погледнете ќе видите дека всушност и таа има улога
нели на еден скалпер. Меѓутоа, навистина резултатите се фантастични. Што е во што се состои техниката, значи треба да го прекинеме тој корд, фиброзен корд, кој што е тврд, ригиден, и се слуша, тој е многу интересен феномен на звукот, кога се прекинува и кога и самиот пациент не е свесен кога ќе се види раката дека затоа што навистина со години го трпа тоа. Значи има пациенти што ќе ви дојдат и 10 години ќе кажа еве лутаме низ здравствениот систем, погледнете каква е раката и искрено има солзи радосници и тоа се убави моменти. Може ли проблемот да се повтори? Со оглед на тоа дека тоа фиброзно ткиво би можело да се јави на некое друго место? Околу рецидивот, и на сите конгреси, последниот беше европскиот, каде што не прогласија за најдобра презентација, најдобри оперативни резултати во Хелсинки, тоа е ФЕШ конгресот за хирургија на рака, каде што колегите од целиот свет покажуваат, значи, рецидиви, а светската статистика говори дека некаде на глобално ниво е 30%. И јас можам со гордост да кажам дека ако пациентот ги следи советите, затоа што успехот е тимска работа, секогаш велам хирургијата е тимска работа. Воколку пациентот се придржува кон сето она што е дадено од страна на хирургот за рака, јас досега можам слободно да кажам дека ние немаме рецидив во нашата земја и токму за тоа и сме наградени 2022 прво место во Европа, 2023 прво место во светот и сме горди, секако дека сме горди. Дали е точно дека кај мажите многу почесто се јавува дипитрен во споредба со жените, кај карпалниот тунел беше обратно, кај жените? Почесто се јавуваше тоа во одредена животна фаза, како што перименопауза и бременост. Многу интересна е статистиката. Замислете, 10 пати е почесто дипитреновото заболување кај машката популација отколку кај жените. И јас имав навистина среќа при мојот престој во Лондон, најновите истражувања, тоа се испитувани генерации и генерации, за да се види дали ова заболување е наследно, односно генетско. Значи, со сигурност е потврдено дека станува за генетско заболување, кое што се пренесува од генерација на генерација. И јас... Тоа значи дека сигурно ќе се наследи? Ќе се наследи, но не мора да значи дека секоја генерација ќе го наследи. Впрочем, порано и не знаеле што е дипитрен. И кога ќе прашате некој имате ли некој во фамилија, да, навршиме, дедо ми имаше исто така, мајка ми имаше исто така свиткани прсти. И исто така, како што е карпал тунел билатерален обостран, исто и кај дипитренот знае често пати да биде билатерален, односно да ги фати и двете шаки. Значи, кога ја зафати едната шака, може се очекува проблемот да се се јави на другата. Да. Дури интересно, например, ако дојде пациент кој што има дипитреново заболување, може да ги погледнете двете шаки колку различно изгледаат со истото заболување. Значи, манифестацијата е сосема поинаква. Ако на едната рака може да ги зафати трите прсти, на другата може да е само палецот. Да, многу интересно. Ова е еден многу исто, ова е постоперативно, мислам, дури ако не ги погледнеме сликите пред и потоа нема ни да веруваме. Јас сум горда на секој пациент. Јас велам, заедно пишуваме навистина успех, историски успех за една земја како што е нашата и тоа е ентузијазам да продолжиме понатаму. Така, ентузијастички продолжите и понатаму. Споменавте дека дипитреновото заболување е наследно, но има ли некои фактори кои што ја влошуваат болеста или пак ја забрзуваат? Така. Ја тригерираат? Исто како што е кај карпал тунел синдромот зборувавме нели за оние големи групи на болести, кај дипитреновото заболување почесто е кај пациенти кои што имаат диабетес мелитус, епилепсија, но и пациенти кои што консумираат повеќе алкохол и луѓето кои што пушат цигари. Но исто така кај луѓето кои што имале претходно повреда или работат на вибрамициони такви, значи каде што има силни вибрации, каде што секојдневно се атакувано ткивото повеќе отколку што може да издржи едно ткиво. Но во основа станува збор за генетско заболување. Физикалната терапија во овој случај може да помогне? Да, секако дека, но пост. Од како ќе се направи зафатот? Од како ќе заврши, да.
секогаш Пред да се направи зафатот? не може ништо Бесмислено да е тоа? помогне. Не, затоа што овие стадиуми што ги гледаме, каде што имаме трети и четврти стадиум, самиот пациент присилно и да сака да го врати прстот во првобитна позиција, не може. Затоа велиме контрактура, затоа што веќе почнува да ги зафаќа и малите зглобови, кои што се ригидни. Еден совет од вас како да се заштити дланката во ерата на компјутери, на постојано оптоварување, на држање мобилен телефон во рака? Треба да мислиме секојдневно, да и дадеме одишка, јас велам. И еден вака совет до сите гледачи на денешнава емисија, да никогаш не оптоваруваме само едната шака. Секогаш да биде товарот распределен на двете шаки, умееме честопати само на доминантната шака. Од друга страна, она што можеме ние да го направиме, да си направиме вежбички, ако работиме на компјутер, сега има такви интересни топчиња во нашиве одговорни куќи за тој дел, каде што со топчето малку да го релаксираме, малку да дадеме одишка, малку да се одмориме. Исто има една интересна вежба која што е многу едноставна, јас им давам на моите пациенти вежби кои што треба дома да се ги прават. Што би една од можеле вежбите која што да веднаш може да направи следниот ден, палец, втор палец, трет палец, четврти палец. Толку едноставна вежба, меѓутоа таа допринесува и за циркулацијата, да немаме ни оток после тоа. Значи, палец, прв палец, показалец, показалец, палец, среден прст, па четвртиот прст, мал. да, велик. Колку пати да се повтори ова вежба? Например, ако зборуваме веќе после интервенција, кај некој што работи во канцеларија, колку често да прави ова па вежба? да си прави вака барем на 2 часа 5 минути пауза, секој може од нас. Секој може, ама да не заборави дека памти шаката секојдневно, ги памти сите тие движења. И те како движења кои што се многу посилни за разлика од колку е самата структура на шаката може да го издржи тој притисок. Затоа што ние одмараме само кога спиеме. Меѓутоа 10 часа, 12 замислете постојано во една позиција, буквално сите структури од нерви, мускули, артерии, вени страдаат при компјутерите. Па јас советувам имам навистина доста пациенти кои што се информатичари и јас велам можете барем кога ќе се вратите дома малку да одморите од компјутерот. Знам дека професијата е поврзана и тука не можеме многу да помогнеме, освен со овие вежби и добри совети, но дома да и дадеме одишка навистина. Да им дадеме на двете раце. Ќе помогнат суплементи како B6, Кај магнезиум? дипетровото заболување не. Не? А доколку раката, шаката, дланката боли, која е првата помош? Ладна облога, топла облога? Болката како болка може да биде дел од мноштво болести во пределот на шаката. Денеска ве добивме една интересна идеја да говориме за резартрозата, меѓутоа би сакала, ако дозволува времето, да спомнам дека во пределот на шаката... Многу малку време, завршивме. Дека тетивите се тие кои што исто така често страдаат. Воспаление на тетивите, дури вкочување на прстот да не можат исто да го испружат, но таму немаме фиброзни траки, туку имаме воспаление на самата тетива во местото каде што поминува, така се смеам, како еден мост, а реката е под мостот, тоа е тетивата. Така да ете можеме да говориме за тетивите во некое следно издание. Ве очекуваме наскоро повторно во Телма амбуланта. Ме беше искрено задоволство. Почитувани, ова беше се во денешната емисија, ви посакувам пријатен ден.